Кризата секојдневно ја топи трпезата. Граѓаните дополнително штедат на се, но најмногу на храната. Освен што се купува помалку, се почесто се бараат и продукти со пониски цени. На што? На се? На се? Што? Јадење навише на храната? На се е поскапено, мора да се штеди. Храната е најслабата страна на лошиот економски стандард, поради што владата во неколку наврати интервенираше со мерки за контрола на цените и заштита на стандардот. Последен пат тоа беше пред 1 месец, а одлуката беше следна. Се замрзнува маржата на левот, шеќерот и зејтинот на 5%, а на брашното, макароните, оризот, кравиото млеко и јајцата на 10% во трговијата на мало. Изјави тогаш министерот за економија Крешник Бектеши. Точно 30 дена подоцна, прашањето е дали за граѓаните владината мерка е важна и колку таа им го заштити стандардот. Верувате ли дека владината помош помага на луѓето? Не. Што помага, каква помош? Не причам, не. Тоа е малку што дават се народ. Они се гледат за ни да се земат, тана за народот нови ги гајле. Поверуваме, сигурно, да. Освен во делот на храната, владата интервенираше и кај цената на струјата, но неволите со стандардот не заостануваат. Во овој контекст проведени се истражувања, а вклучена е и статистиката која се однесува на нашето обкружување, а во која се вели: се купува помалку храна, автомобилите се користат помалку, а се редуцира и потрошувачката на струја. Голем пат има во трговијата со обувки и тоа за 67%. Високите цени на бензинот доведоа до намалување на прометот на бензинските станици од 30%, а речиси 50% од возачите избегнуваат да ги користат автомобилите. Супермаркетите бележат пат на прометот за 35%, а се повеќе се купуваат ефтини продукти. Стои во анализата.